Почитувани гледачи, еве сме во едно ново издание на емисијата 30 секунди, во која јас и моите гости заедно ќе се обидеме да се вратиме во нормала, колку толку по оние грозоморни случувања кои што ја потресоа нашата земја, во која животот го загубија еден старец и едно девојче. Животот оди понатаму, а со тоа одат понатаму и темите во 30 секунди. Вечерва за прв пат во нашата емисија Антонио Милошовски, некогашниот екс-министер за надворешни работи во владата на Република Македонија, а сега пратеник во собранието на Македонија. Благодарам. Добро вечер и благодарам за поканата. И тука по трет пат, ако не се лажам, е и колегата Горан Момировски од Алфа ТВ. Добро вечер, Горан. Мислам дека тебе можеме да ти дадеме некој име, домакин, гостин и така накрај. Постојано присутен во емисија, што ми е многу драго. Мора да признам. Интересна е начин. Јас сум многу благодарен за тоа, да. Добро, на брзина, значи да ги повторам прашањата, оној прв дел, оној сет на прашања кои ние ги нарекуваме генерички прашања. Нашите гости имаат 30 секунди да одговорат на тие прашања, додека не ја воспоставиме темата за која што ќе разговараме денеска, а потоа нели ќе имаат и повеќе време, нема да им се мери одговорат и така натака. Милошовски, ајде да почнеме со вас. Значи, прво генеричко прашање кое го поставуваме на секој гостин тука е дали прочитавте некоја книга оваа недела? И дали го сте впечаток? Па, оваа недела една книга која што вака подолго време ми привлекува внимание, тоа е од една грчка писателка, истражувач, антрополог, живее во Америка, таму работи, Анастасија Каракасиду, се вика авторката. Грчката книга, наслов на книгата е Полиња жито, ридишта крв. И станува збор за асимилацијата на населението во егејскиот дел на Македонија. И оваа книга е многу добро четиво, за да се види дека идентитетот не е работа која што е дадена една за секогаш, туку државата со одредени механизми може да го моделира. Интересно. Момировски, нема више писмо од лудница да се вадиме, имаше некоја друга книга? Денеска почнав, односно вчера, рајето часови почнав една книга да читам, се вика Последната мисла од универзумот, на наш колега, пронешен новинар Валентин Нешовски. Не знам дали го знаете, предпоставам, колега пронешен од Македонија денес, чинам, подоцна работеше во секретаријатот за европски прашања, а сега ми се чини дека е комуниколог, работи на европски проекти. Интересен концепт на книга, интересни работи внатре, мислам дека треба да се поддржат. Јас сакам всушност домашни автори да промовирам и затоа препорачувам да се чита Валентин Нешовски. Значи, како уште еднаш насловот на Последната мисла од универзумот? Последната мисла од универзумот да препорачаме на Валентин Нешовски гледачи. Добро, некој филм, некоја серија, имаше ли нешто што може да се издвои, да се препорача? Филм или серија? Па, филм. За серија немаме време, децата го одземаат времето за сериите, но филм има еден германски филм, режисер е Волфган Бекер, Goodbye Lenin, Збогум Ленин се вика. Да, и е многу добар филм, затоа што една постара жена паѓа во болест, во кома пред паѓањето на Берлинскиот зид, а се разбудува после тоа и незиниот син му кажуваат дека не треба жената да трпи било какви стресови, а таа е заљубеник во комунистите и во ДДР, и тој и прави секакви филмови наоколу, вклучително и стари вести, и пушта на телевизија, за да не разбере дека ДДР веќе не постои. Многу е добар филм. Да, одличен филм, да. Deep State серија на Disney Plus ја гледам деновиве. Се подразбира што значи тоа Deep State, длабока држава, американски, да речам, не е од овие најдобрите серии, највисоко буџетни, меѓутоа извонредно добро прикажува што се случува зад кулисите, каде што се вплеткани тајни служби, каде се вплеткани влади или делови од влади. Да, многу интересна работа. Deep State, ке речам, за жал, не гледам многу реклама, некако случајно ја најдов на Disney+. Да. Сега, кој настан предизвика најголемо внимание неделава? Имаше ли нешто што... Предпоставам повеќе работи предизвика, но... Според мене најголемо внимание предизвика Советот на Европската Унија во Брисел.
Тоа за мене предизвика најголемо внимание, бидејќи го разобличи на некој начин и за сите скептици или тие кои што има резерви функционирањето на Европската Унија, дека нема она што го викаат тие merit-based одлучување врз основа на заслуги, туку дека има трговија со влијание, интереси, буџет, политика и слично, така што тој настан сметам дека ја одбележува недела. Претпоставам ова ќе биде и главната тема на денешната дебата. Момировски. Па тука се согласуваме со Милошовски, едно длабоко отрезнување би рекол дека некој некаде некого овде на Западниот Балкан, да речем дивиот запад, со години лаже. 2003 година во Солун, Солунскиот самит, реториката, ако ми верувате, ги читав заклучоците вчера, е прилично, ајде да не речам иста, 75% иста од пред 20 години. Пред 20 години во Солун се зборуваше истата работа што сега ни ја продаваат, и таа болка, разочарување дека Украина, која што е во војна и која што објективно не може да направи, ќе зборуваме веројатно подоцна некакви реформи, излезе пред нас. Голем притисок прават овие 30 секунди, морам да признам. Добро, затоа нели на почеток само ги имаме, потоа нели кога се разви дискусијата, луѓето добиваат повеќе шанси. Милошовски претпоставувам имаш и околу тој настан врзани некакви изјави, гафови кои што беа кажани кај нас или во... Па според мене најголемиот гаф го направи претседателот на државата Стево Пендаровски. За жал, претседател не би требало да си дозволи да направи таков гаф. На едно скорешно интервју го праша дали сметате дека Украина и Молдавија ќе почнат преговори со ЕУ, а Западниот Балкан ќе биде ставена страна. Тој кажа не, тоа нема шанси да се случи. И тоа е голем гав затоа што тој би требало со сите амбасади кои што му се на располагање, Агенцијата за разузнавање и колеги претседатели на земји членки на Европската Унија, тој не би требало да си дозволи да каже таква категорична грешка. Или не е добро информиран, или не ги чита телеграмите, или има некој недостаток на комуникација. Би сакал и подоцна повеќе да разговараме, Момировски само со вас прво да... Добро, има голем избор на гафови недела. Не, Македонија има секојаш голем избор на гафови. Имаше гафови, Јартан Груби го слушав и премиерот Ковачевски, меѓутоа убедливо тука води претседателот Пендаровски, затоа што тој не е само избран човек на избори пред 4,5 години, тој е човек кој што е представува државата, тој е символ на државата и тој е човекот кој што на некој начин ги води граѓаните. Кога вие ќе кажете на граѓаните дека нема да се случи нешто што за огромен дел од нас беше јасно дека ќе се случи, вие укажувате дека државата не ви функционира и во тој дел, да речам визионерски, невозможно е Пендаровски да не знаел дека Украина и Молдавија имаат големи шанси да добијат датум за, односно, почне да го преговарат. Токму со ова невозможно е Пендаровски да не знаел дека нема да се случи тоа што се случи на вчерашниот состанок. Милошовски би ја почнал денешната дебата, доколку немате никаков проблем во центарот на вниманието да биде токму. Па јас сакам само една изјава кој што дел од овој разговор кој ми дозволите 30 секунди. Да, нема проблем, еве ќе мериме. Поглед на претходните прашања се подготвувам за Гералд Кнаус, шефот на Европската иницијатива за стабилност. Е човек кој што е најголемиот познавач, лобист и да речам човек што ја турка целата ова евроинтеграција не само за Македонија, за многу земји кои што го поминале тој пат. Вели дека Македонија не треба да се надева на краток рок влез во Европската Унија, туку треба да се бори за членство во единствениот европски пазар. Значи внимавајте, не го кажува тоа Милошовски, може би субјективен, Момировски е, да речеме македонски некој синдром, има да критикува антиевропејци, како што нарекуваат. Го кажува Гералд Кнаус, кога му реков за ова ќе ве обвинат во... И тој вели, внимавајте, не го менувајте уставот. Тоа што нема да го добиете тоа што го сакате. Јас знам ќе ве обвинат дека сте проруски настроени и се вознемири човекот, не сум проруски настроен, ова е реалноста. Така. Значи замислете во каков свет ние овдека на микрониво живееме во Македонија, но ќе збориме подоцна. Да, еве, да почнеме сега да разговараме, значи Пендаровски не смел да не знае, не смеле да не знаат претпоставени министр за надворешни работи ни премиерот на Република Македонија и вице-премиерот за европски интеграции, така? Да. Баричич, сите они би требали да информирани, да знаат што ќе се случува на тој состанок вчера. Но сепак сите излегаа некако вчудени видени. Како... Па јас мислам дека или глумеа. Веќе подолго време кога станува збор за Ковачевски и за Маричич, гледам дека подолго време тие не бараат одговорност кај себе,
за било кои постапки, успеси, неуспеси, разочарувања на државата во нивната бранша или сектор, туку бараат кој би требало да е оној другиот грешник за нивните грешки. Кој треба на кого треба да му се префрли вината за неуспехот на нивната антиевропската политика. коалиција. И се оди на една поларизирачка реторика, на една сосема неоснована. Македонија, за жал, има многу поделби, но најмалку што треба е тој кој што е определен да биде национален координатор за евроинтеграција, како што е Маричич, тој не треба да поларизира. Тој е човек кој што во Хрватска, например, беше амбасадорот Дробњак, тој е човек кој што обединуваше. Гледаше сите политички актери да може да ги вклучи, да ги консултира, да ги интегрира, без разлика низ кој премиер поминале тие. Исто така и премиерот. Премиерот Ковачевски се однесува по-ниско, да кажам, и по-некултурно, по-поларизирачки од еден портпарол на СДСМ. Веднаш со навредување, клеветење на други, не сме ние виновни се тие од опозицијата, да обвините некој што е во опозиција за неуспех на државата каде што власта и владата има извршната моќ, тоа е или политички аматеризам, или голема ароганција, па не сакате да ги признаете своите грешки и одговорности. И затоа сметам дека воопшто немале причина да бидат изненадени, доколку внимателно ги читале не само телеграмите на македонските амбасадори кои што доаѓаат од Париз, од Берлин, од Рим, од Виена, од Хаг, туку и доволно било да од отворен пристап се говорите на францускиот председател и на германскиот канцелар во последниве 2-3 години. Барем тие настапи да ги читале, секој ќе знае на каде се движи работата. Но тие, сакајќи да покажат сервилност, никогаш не се осмелиле да прозват некој авторитет во рамките на Брисел, во рамките на ЕУ или на некоја држава, зашто имаме морално право. Сме направиле толку многу отстапки, толку многу реформи како држава и како регион. Овде зборам не само за Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Босна, Косово, сите држави направиле многу и дале голем придонес во цел процес на одредени политики на Европската унија, но Ковачевски нема храброст да каже Европската комисија действуваше на еден неетички начин и неоправдано ја запостави Македонија и наместо да го замоли бугарскиот премиер исто така да излезе на 15 минути и да се донесе одлука за почеток на преговорите со Македонија, тој како премиер може да го каже тоа. Тој бара виновници дома во внатрешната политика. И најчесто му е виновна опозицијата, овој, оној, личности, политички партии, што сметам дека дополнително му е засилува одликата на еден слаб премиер кој што нема капацитет да се носи со задачите кои што му се дадени. Момировски, своевремено, вие бевте еден од новинарите кој редовно одеа во Њујорк, но ние преговори помеѓу македонската и грчката страна, ние преговори што ги организираше Метју Нимиц. Синоќа, значи, видовме една многу интересна операција, која што, предпоставувам, можеше некојаш и во тие 3 децени преговори со Грција се направи за Македонија, а тоа беше дека одеднаш волшебно беа одмрзнати 10 милиарди евра за Унгарија. 10 милиарди евра. 10 милиарди евра. Орбан излезе да испие едно кафе човекот 15 минути. Во тие 15 минути 26 земји членки гласа за Украина и Молдавија да бидат отпочнати преговорите. И потоа се врати Орбан и го замрзна планот за помош на Украина од 50 милиарди евра. Дали некогаш Македонија можела во минатото да се надева на таква помош од Европската унија? Во спорот со Грција и сега во овој спор со Бугарија. Може би Милошовски е подобар соговорник да одговори на ова. Не, зборам бидејќи вие бевте еден што многу следеше тие преговори ги следеше во Њујорк. Да видиме дали стварно сте следеле во Њујорк или друго сте правеле нешто. Добро, во Њујорк во принцип Европската унија немаше никаква улога, тоа го знаеме сите. Тоа што јас сум го гледал, да речеме, па и Милошовски бил во тие луѓе кои што сум ги следел, нели, како новинар сум известувал, како се одвивала работата на маргините за признавање на некои држави, на пример. Знам дека еднаш ќе објави дури информација која што не смееше да биде објавена до наредниот ден, пошто имаме и одредени, нели, комуникации, па и со Милошовски. Меѓутоа, во однос на Европската унија, ситуацијата мислам дека никогаш не била во ваква форма
пред се заради тоа што Европската унија никогаш не била подготвена да направи некаков чекор потек кон Западниот Балкан. За жал, јас веќе 24 години, да речем, известувам активно за Европската унија, од договор за стабилизација и асоциација, значи активно известувам на таа тема. Европската унија никогаш не сакала да направи некаков позитивен чекор, исчекор да речем, да попушти, да охрабри, да нешто да се случи. Да. Овде сега ние зборуваме за тоа што во иднина може да се случи позитивно. За жал, ова што го гледам јас овде, блокадата за Албанија од страна на Грција. Тука Еди Рама имаше една сосема различна позиција од Ковачевски, точно си кажа дека Албанија е, да не кажам сега лоши зборови, од страна на Брисел. Во исто време ви имате Бугарија која што зборува сега за за бугарското малцинство во Србија, што укажува дека Бугарија е подготвена да продолжи со својата реторика. Што еднаш веќе ќе се направи преседан на билатерализација на европските интеграции, потоа секој ќе го искористи. И ако можам да заклучам овде, министерот за надворешни работи Бујар Османи дуи во целина, генерално во последниве 4-5 години се трудеа Македонија наместо сама да се обиде да го фати чекорот за почеток на преговорите, да ја внесат во пакет со Албанија. Тоа беше нивната. Па мислам дека тоа беше нивната цел, да се гледа како пакет, веројатно можеби има етничкиот презнак одредена мотивација дава во овој случај, но како и да е, со случајот со Македонија сакајќи да направат некаква услуга, испаѓа дека Бујар Османи и Дуи и направија лоша услуга на Албанија. Од која гледна точка? Дуи и Бујар Османи беа едни од пропонентите кои што се согласија на билатерализација на преговарачката рамка. Прифаќање на бугарски услов, билатерален, заменување на уставот, како цел да се отпочнат преговорите. Правејќи го тој чекор, тие дадоа сигнал на Грција дека може Грција слободно билатерално прашање поврзано со грчкото малцинство во Албанија да го стави како услов за продолжување на преговорите на Албанија кон ЕУ и на некој начин индиректно сервилната политика на ДУИ СДСМ во Македонија кон Софија направи мечкина услуга на Тирана со тоа што Атина го искористи овој модел и на билатерална основа ја блокира Албанија да не почне преговори. Оваа политика на уцени Милошевски нема крај тоа. Значи додека требаат преговорите Грција, Албанија, сите, нели, може што сакаат на билатерална основа да ставаат во преговарачката рамка. Така и тогаш така, да. Тоа нема да има крај. Она што јас сметам дека Србија беше вчера, како беше променета беше променета беше. Поднесено е барање за промена на 35, да. Да, на преговарачката рамка и тоа што сметам дека она бидејќи ги спомнавме преговорите со Грција претходно, ние како држава за жал и тука пред се одговорност ја гледам кај поранешниот премиер Заев, кај поранешниот министер за надворешни Димитров и сегашната номенклатура Маричич, Ковачевски, Бујар Османи, не останавме доследни да си ја испочитуваме пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, која што беше во корист на Македонија. Тоа се случи само пред од 2011 година, пред 11-12 години, што не е долго време за една држава или за една надворешно политичка константа, во овие денешни околности на руска агресија кон Украина, каде што на меѓународното право му се дава многу поголема тежина, Македонија ќе имаше уште еден џокер во рацете, доколку има посериозна дипломатија и по-агилен председател, со таквата одлука во најмал рака да ги отпочне преговорите за членство. Но за жал тие трчаа да бидат посервилни, да го сменат името, нели фотографијата од авионот дека сме почнале преговори од 2018 година, а гледаме до ден денес, освен одредени национални понижувања, немаме реална придобивка. Не забораваме само дека Никола Димитров е човекот кој што заедно со вас беше агент на Македонија во пред во Хаг. Јас бев застапник, тој беше козастапник. Козастапник на државата. За жал и ги собираше поедните кредитите од добиената пресуда против Грција. За да само 7 години подоцна, 2018 ние го сменивме името,
тој се откажа од тоа. Што вака малце борува околу легитимитетот на некој човек воопшто се занимава со политика. Гледам сега се занимава со политика, формира некакво здружение, не знам што е целта, можда во невладиниот сектор таму е легитимно, но во политика се занимавате со работа која што вие самиот сте ја туркале, сте ја добили на крајот, се откажале од неа, извинете, ама навистина без разлика на... Ама во тој момент и голем број на наши колеги се однесува со подсмев кон пресудата која што беше донесена и ја минимизира низината улога. И мислам дека таа беше подзаборавена едноставно во оние клучни моменти од преговорите со Грција на подпишување во Преспа. Како тоа свесно да беше направено од... Да, јас мислам дека свесно беше оставена настрана, иако државата не може личност да заборава, но државата не може да заборава. Институционалната и архивската меморија е капиталот на една држава. Грција никогаш не ги заборавила своите интереси во регионот, Турција никогаш не ги заборавила без разлика на менувањето на своите интереси во Кипар или во регионот или на Балканот, и ни една сериозна држава не ги заборава своите интереси и континуитет, но тогаш тоа не им одговараше на новата номенклатура, на СДСМ, на ДУИ, сакаа да се покажат како прагматични, соработливи, сервилни, и за жал една таква скапоцена, би рекол, пресуда, која што беше едногласно донесена од највисокиот суд на Обединетите нации, буквално кажано ја фрлија во корпа, ја трампа за менување на устав, за мали повластици во извршната власт во Македонија, за одредени бизниси на семејството Заеви, подобра кариера за Димитров, нешто за Бујар Османи и Маричич, но тоа се поминува. На крајот државата останува со празни раце. Уште една работа, значи кога сме веќе ке тоа поврзано е, значи покрај тоа што беше подзаборавена или исмевана дури од медиумите, нели пресудата која беше во корист на Македонија, забораваме дека тогаш на големо се дебатираше и за оној принцип на одлучување од -1 или -2, за кој сите тврда дека е невозможно, дека Европската Унија решава со консензус, што и е точно до сега било така, но вчера дека може едно пиење на кафе да го промени тоа. И дека сепак можеби доколку бевме истрени, доколку бевме нели по-решителни, по-храбри, ќе кажам, можеби не требаше да се промени името за да ние повторно немаме датум за преговори. Па јас мислам дека тоа беше една голема грешка, да промените име и устав на држава, кое што ви го признале 140 земји во светот, меѓу кои Соединетите Американски држави, Кина, Русија, Словенија, Хрватска, Србија, Велика Британија, Турција, кои да ги набројувам земји, многу беа. А тоа да за возврат да не добиете ништо освен да ја добиете власта, тоа е краткорочно гледање. Тоа е гледање на една група на политичари кои што имаат материјална цел во политиката, немаат цел како државата да заштити или да унапреди некои своји интереси. И на Македонија секогаш и недостигала таа национална кохезија внатре за надворешно политичките прашања кои ги застапуваме пред другите. Доколку ние сме биле пообединети околу ваквите постулати, сметам дека шансите на Македонија и на вчерашниот самит на ЕУ, па и на претходните многу самити поврзани со ЕУ, ќе беа многу поголеми. Примерот со Орбан, како тој изигра вчера, е многу добар пример. Ние не сме Унгарија, Унгарија е многу помоćна, повлијателна земја во Европската Унија, 10 милиарди евра добива од Европската Унија, нели? Тоа е зовата за едно кафе, да. Прашањето е што ние добивме, освен членството во НАТО, каде што немате никаква материјална корист од тоа што го гледаме до сега. Па некогаш имаше, ама сега тоа некако Па не, се зборуваше за инвестиции, 40 милиарди, 4 милиарди, не се збореат. Проблемот е што ние и кога преговараме, јас се сеќавам дека во времето на ВМРО до мене бугарскиот договор се преговараше 7-8 години. Да, така. Значи, сериозен пристап и се гледаше секоја точка, и за една точка, за седмата точка, мислам дека беше заглавено тогаш. Иначе се водеше сметка за сите аспекти. Овде преговара актуелната власт, ние ништо не добиваме за Европска Унија, вие го менувате уставот и името на државата, не барате некакви гаранции. Па макар изјава од некој лидер на Европската Унија.
Срамно. И замислете Па сега. имаше изјави да бидеме реални. Не, зборам формално, официјална изјава дека ќе почнете преговори тогаш и тогаш дека ќе имате, ќе влезете до таа и таа година во Европската унија. Значи такви имате големиот Така беше бум. со Хрватска Така, и Словенија, на пример. точно кога се преговара кажа кога за нема спор. завршено реформите сите, точно се знае кога ќе влезат. Замислете само една работа. Што ќе се случише доколку Милошовски, како пратеник и неговата пратеничка група од ВМРО ДПМН и коалицијата во собранието се согласеше на уставни измени. Тоа може да се случи да заврши формално пред 10 дена, а ние вчера ќе добиевме од Брисел каква порака. Џабе го сменивте уставот по втор пат за Џабе името, џабе уставот, на крај не знам, мислам. Уште би можеле ние да смениме во влада. Мислам дека што Ама зашто можеме тоа и битно? што Зашто е тоа битно на унијата? Не, јас сметам дека власта ги прави работите, ги менува работите кои што не треба да се менуваат, а не ги менува работите кои што треба да се менуваат. Уставот не треба да се менува. Уставот е општествен договор, потешко треба да се отвара, подолго треба да трае било која дебата, ако евентуално е потребна некаква измена. Тоа трае со години во многу држави, ако нешто треба сериозно да се подобри. Тоа што треба да се менува во Македонија, а не се менува, се состојбите во здравството, борбата против корупцијата, интегритетот на правосудниот систем, нема учебници во образованието. Гледаме дека на рангирањето на ПИСА тестирањата Македонија е на ниско 663-то, 65-то место, навистина на многу ниско место. Тие работи треба да се менуваат. И затоа викам, парадоксот на оваа влада на ДУИ и на СДСМ е што лесно посегнува поменување на државни работи, државни темели кои што не треба да се менуваат, а нема капацитет да ги менува состојбите во државата кои што имаат потреба од менување, за да се унапреди стандардот на живење, довербата во институциите и ефикасноста на целиот државен систем. Тука гледам најголем проблем во ова владеачка гарнитура и еден заклучок кој што беше даден од еден германски аналитичар, Михаел Мартенс, кој што работи долги години за Frankfurt Allgemeine Zeitung, во неговиот заклучок и еден текст посветен на Македонија, тој вика: оваа влада денес се карактеризира по тоа што декларативно со едната рака го вее европското знаменце, а со другата рака врши сериозна висока корупција. Тоа ние го викаме како беше на десна рука, лев джеб, да. Луѓски, да се надоврземе на ова, значи, оваа само наречена влада која се себе прогласи за светски првак во евроинтеграција, нели, тоа е нели европска коалиција, само тие се за Европа, свет другото е нели се руски ботови и антиевропски сили. Прво доби еден катастрофален извештај од Европската комисија кој беше нели кај што беше констатирана очено лоша состојба во повеќе сектори. Прашата владата ти е рекол 80% од извештајот бил позитивен. Добро. Читање меѓу редови. Да. Потоа нели имаше една американците ставија на црна листа една личност која што беше вице-премиер во владата на Зоран Заев, повторно на СДСМ, и сега имаме нели едно игнорирање од страна на Европската од Советот на министри на Европската унија и замислите да не беа толку добри евроинтегративци до кај ќе падневме. Ова е веројатно сме до тука дојдени што се они посветени на своите евроинтеграции, ако може така сатирично да се изразам. Не, замислете колку лошо влада е оваа влада, што сите пораки што доаѓаат од сите релевантни институции, Европската унија и не знам, околу Transparency International претходно извештај на Европската комисија се толку лоши. Значи Европската комисија, ако сакате и Да, Transparency го заборев, да. Значи ние за институции не можам да памтам себе. И држави кои што да не се лажеме ја даваат поддршката на оваа влада. Че да не се лажеме, ние имавме изјава пред 10 дена од заменикот државен секретар на САД кој што дојде во Скопје Брајан нели на самитот на ОПСЕ, кој што во интервју кажа дека не треба да се гласа за ВМРО ДПМН, според со некаква, не знам, кола не би купил од луѓе кои што не кажуваат што има на избори. Тоа е директна поддршка за СДСМ. И не само тие. Добро, ама не гласаат амбасадорите странците, не гласа народот. Не зборам за гласа, ама работа, народот си гласа, гледате гласа. Нема да биде нешто. Значи, јас сакам нешто друго да ви кажам. Таква поддршка, како што имала оваа влада од нашите западни сојузници,
Европска унија, НАТО членките, сите земји во регионов, до сега немало. Зошто? Заради тоа што во Скопје владата на СДСМ и ДУИ, сега Алијанса, безпоговорно извршувала се што ќе им било кажано. Значи тоа е од една страна поддршка имате, од друга страна ова влада свесно правила работи кои што се на штета на македонски национални интереси. Не за сите, но за голем дел било така. Ама чекайте сега, ако нашите сојузници ни бараат нешто се да прифатиме, ние се прифаќаме, резултатот е хаос. Ја не разбирам тука нешто. Зошто тоа некој од нас го бара, ние се да прифатиме? А тоа се е председателот Иванов денеска имаше тоа за сега да прашам. Го гледав за некој пари зборува. Го гледав на YouTube денеска председателот Иванов токму на Експрес МК на YouTube каналот и да бидам искрен го изгледав целото тоа негово излагање на Советот на амбасадори. Кажува интересни работи. Зборува во еден момент за 155 милиони евра или 150 милиони евра кои што се платени за промена на името. Но истина не сум во можност се уште да истражувам малку. А кој ги дал тие пари? Не кажува? Не кажува во видеото, не кажува. Мислам дека председателот Иванов, екс-председателот Иванов не збори на памет, мислам дека знае нешто или се повикува на некоја изјава, некој документ, до прва кога треба тоа да се разреши, но освен барањето Македонија, односно оваа влада направи работи кои што не би смело да ги направи, особено не без поддршка од граѓаните, дека во прашање се и големи пари за голем дел од овие држави. Ние сега еве на лидер МК читави со така деновиве една анализа за тоа дали Чебрене Галиште е дел од пакетот со Грција, кој што не е дел од договорот за промена на името. Ние со Бугарија не знаеме какви све имало аранжмани помеѓу Заев и Борисов на време. Ке не послуваат од дома да не стануваат, ајде. Не, знаете излагајте. Во дел од документите подпишани меѓу македонската и бугарската влада, таму имате соработка во низа други области кои што не се на рамки на дипломатија. Имате од оптички кабли, дигитална мрежа. Тоа се претпоставува како напредување на мрежата меѓу двете земји. Тоа може да биде и бизнес. Може да биде изголема контрола од една држава кон друга држава. Јас сакав друго да споменам дека без разлика странските меѓународните актери секогаш ќе се обидуваат кај секоја држава. И во Бугарија, и во Македонија, и во Грција, и во Србија, и во Албанија. Таков е принципот за сите. Секаде ќе се обидуваат да издействуваат нешто што е повеќе во нивна полза или нешто што сметаат дека треба да се направи, па макар и да е тој потек на штета на резидентната домашна држава. Но главното прашање е колку вие сте отпорен, имате интегритет и аргументи да кажете ова може, ова не може да се направи. Тука во Македонија, откако ДУИ и СДСМ 2017 година формираа влада, ние не сме слушнале, не, ова не може затоа што е штетно за македонските економски, трговски, национални, безбедносни, историски, било какви интереси. Гледам една чиста сервилност без анализа. Од Стево Пендаровски до Зоран Заев, Ковачевски, Маричич, Бујросмани, сите се надпреваруваат кој ќе биде посервилен. И кога сте сервилен, вие може би за момент ќе почувствувате тапкање по рамо, пофалба на пресконференција и слично. Но на среден и на долг рок, ниту таа држава, ниту тој дипломат нема да ве почитува толку колку што вие мислите дека сте заслужили. А ако покажете поголем интегритет, аргументиран и за нешто спорите со некого, може да добиете одредена критика, но сепак ќе имате поголема почит. И споредбата со автомобилот само ќе ја поврзам со фабриката за електрични автомобили во Тетово. Владата на СДСМ и ДУИ дава 130 милиони евра во оваа економска криза, преголема сума, на една фирма блиска до ДУИ, кои што тврдат дека ова беше пред година и пол, дека оваа година веќе во август требаше оваа година во август да има веќе прво производство на првиот електричен автомобил. Какво возило, не знам за вас. И сега нема ниту фабрика, ниту автомобили, ниту вработени, но на крајот прашањето е дали овие 130 милиони евра може да се потрошат за нешто покорисно во здравство, за нешто покорисно во образование, за нешто покорисно во ресор култура. Не знаеме колку пари се дадени таму, не знаеме колку пари. Не знаеме затоа што ги држат се дадени на многу места, па не знаеме ништо, па нема ништо. Имаме еден автопат кој е нели платен, па го нема никаде. Така што јас не би го исклучил тој момент корупцијски
да некој земал дебели пари за Значи ние сме го сменили името за во корупцијски скандал, може би. Ќе видиме тоа сад. Изворот еве го екс-председател го кажува тоа, ќе мора тој да објасни за Видете, јас ова би го да. поврзал овој сегмент од излагањето на председателот Иванов со книгата напишана од поранешниот председател Киро Глигоров. Ако се сеќавате, во таа книга која што тој ја напиша во неговите спомени, исто така беше споменат еден Македонија се што имаме на таа книга Македонија се што имаме беше споменат еден момент каде што на поранешниот министер за надворешни работи Фрчковски од страна на еден грчки генерал, агент, разузнавач, му се понудени средства, односно му е понудено да му пренесе на тогашниот председател Глигоров дека може да смета на одредена материјална, парична и друга придобивка, доколку се согласи да го смени името. Така што тенденцијата од страна на Грција да се плати за да се добие нешто што за Грција е корисно, а за Македонија не е нова. И времето порано или покасно ќе ги открие и тие работи доколку ги има. Во тој контекст зборува Иванов. Може ние повеќе милиони биле нудени на еден друг председател поранешен, значи во тој контекст зборува, но суштината е во тоа дека многу добар пример е ова сега соопсењето за уривање на кафената Шар во турската чаршија. Да. Сите знаевме дека таму има криминал, се уништува културно богатство, тогаш институциите не реагира, заради тоа што тогаш дуи немаше поделба во партијата. Да. Сега се одмаздуваат на луѓе кои што се нели од другата страна, кои излегоа. Да. За Чебрен галишта, каде што Грција има директен интерес и за кои што се спекулирале дека е некаков договор што е направен претходно СДСМ со владата во Атина, ние губите енергетската независност, ја губите. И сите знаеме, не само ние, не новинарите, не политичарите, експертите излегуваат, протестираат инженери и професори на факултет по 40-50 години во професијата, сите знаеме дека тоа е криминал, корупција, владата не се откажува. Што друго може да биде во прашање тука, ако не милиони, десетици, стотици милиони? Добро, не знаеме конкретно што би можело да биде, е сомнително. Но што може да биде? Само тоа. И затоа и за промената на името една работа е да ви дојде овде вас тогаш Могерини, Хан или Нимис доаѓаше кој се доаѓаше или во Нивици да дојдат тамо и да ве прескаат, а од друга страна што вашите граѓани од Меркел и од не Саркози туку Тереза Меј, Макрон, да, Тереза Меј, Макрон, доаѓаше тука и американскиот тогаш министер за одбрана Матис и така натаму и така натаму. Проблемот е што ние во Македонија не се водиме, односно политичарите, ова власт особено, не дека секогаш ВМРО ДПМН се водила од интересите на граѓаните, но не се водат од тоа што граѓаните го сакаат, туку се водат од тоа што некој некаде сака и ако е подмачкано со пари, тогаш нема проблем, поминува. Бујар Османи сега ни убедува, не знам, денојве гледав некоја изјава, дека всушност 2 милиони македонски граѓани се под влијание на ВМРО ДПМН и не знам на руски. Малку да размислите во главата. Па не можете ви 80% од македонците да ги наставите во калап дека некој им кажува што да прави. Тоа е поларизација. Јас мислам дека не е поларизација, тоа е смислена поларизација, смислена провокација од страна на Бујар Османи, бидејќи ако збориме сега, тој збори за некои темни сили, многу му е, како да кажам, поетичен изразот, но како и да е, прашањето е дали во тие темни сили го гледа Рамиз Мерко. Дали е Рамиз Мерко проевропски политичар, а дали е Тимчо Муцунски, градоначалникот на аеродром, антиевропски политичар, кој што доби награда од Советот на Европа за ефикасна и добро општина кој што има добро владење. Дали е Артан Груби и Перпарим Байрами, неговиот другар на лотарија, дали се проевропски политичари што со ЕУ знаменце злоупотреба носат онлайн казина, видеоказина, лотари и слично, или се проевропски политичари тие кои што сметаат дека треба да има реформа во правосудството или реформа во образовниот систем. Или можеби смета дека проевропски политичар е министерот за образование Јетон Шатири, кој што во биографијата кога беше избран за министер за образование напишал дека прво докторирал на Универзитетот на Рамиз Мерко, а потоа магистрирал. Ама се, тоа се фаќате за европска вредност и се фаќате за 10 степени од аголот на триаголниот, како беше. Сите знаеме дека 190 степени е неизбирот. Јас во следниот период што предвидувам, ќе се оди на две поларизации во кампањата која што следува и ќе биде прилично напорна и тешка според мене.
Ќе има Ама известна е резултат. Во ред, ќе биде известна, но гледам на кои спинови ќе оди власта. Власта ќе оди на две поделби. Едната поделба е, ако вие не сте за менување на уставот и внесување на бугарите, вие сте антиевропски, вие сте проруски и вие сте антинато, една стигматизација отворена ќе има кон новинари, кон политичари, кон јавни личности. И втората поделба ќе биде, ако вие зборите против ДУИ, против криминалот на ДУИ, против корупцијата на ДУИ, вие сте албанофоб. Вие не смеете да зборите против казината на Артан Груби, бидејќи ќе ве жигосаат како вие албанофоб. мразите албанци, вие вие ако зборите против идејата на Пуцко Петрол да гради, не знам, 35 катници, 25 катници со толку и толку милиони евра, вие сте дуифоб или албанофоб или што е да е друго. Затоа сметам дека овие две теми, едната ќе ја користи СДСМ, а другата ќе ја користи ДУИ и сите критичари ќе бидат жигосани со една стигматизација албанофобија и втора стигматизација антиевропејска. Вие во кој сте? Одма да расчистиме, мислам се. Ова ми се чини, Милошовски, е анализа која што може да се аплицира на ситуацијата пред 10, 15, 20 години. Сега вие немате човек во Скопје, ја ги следам анкети, следам што се прави. Кој ќе поверува? Ама тоа не значи дека нема да го прават тоа го вели Милошовски. Политиката е прагма главната, така? Јас мислам дека, јас не викам дека луѓето ќе поверуваат. Јас само кажувам, тие бегајќи од својата одговорност за сите овие грешки и тоа на кое ниво е спуштена Македонија на економски план, на здравствен, на образовен, на културен, ќе се обидуваат да одат на ваква поларизација за да можат дел од своите грешки да ги покријат и дел од нивните членови да ги мобилизираат. Особено ова зборам за ДУИ, ќе ја користат албанофобијата како стигматизација на критичарите кои што зборат против криминалот и корупцијата во ДУИ, за да можат да мобилизираат гласачко тело повторно на етнополитичка карта. Како ДУИ ќе го тврди ова што го кажувате вие со успех, ја не вам дека нема да го тврди, но знаете како во политиката никој не вели дека ќе има успех, они ќе го прават тоа. Ама не правите нешто за да имате некаква корист од тоа. Кој е сега антиевропски настроен? Билка Сами што беше во владата на СДСМ. Африн Гаши што беше во владата на СДСМ. Кој се Изет Меджиди што до пред 6 месеци беше во владата на СДСМ, беше пратеник на ДУИ. Или Алијанса за албанците. Павле Трајанов. 23 пратеници имаше од СДСМ кои што не гласа за дневниот ред кога требаше уставот да се стави на... Кои се тие луѓе? И уште една многу важна работа. Овде не станува збор за критичари, велите вие, критички ќе критикуваат владата. Вие веќе немате критичари на владата. Вие имате цели групации на критичари. Вие гледате ги сите медиуми во Македонија, освен тие што директно се плаќаат од страна на Бихачки, од страна на Мала Речица, сите останати медиуми реално ги прикажуваат работите. Ви имате Слободна Европа, медиум на Слободна Европа, медиум на Американскиот конгрес, Американски државен јавен сервис, кој што објавува сериозни анализи, информации за криминал на највисокото раководство. Повеќе има од Слободна Европа, да. Па не, сакам да кажам, не, ова е многу символично, значи, јас не велам дека тоа е директна порака од Вашингтон, меѓутоа убеден сум во тоа дека не треба да се биде многу паметен. Преска реков, се создава атмосфера за Пуцко Петрол и Артан Груби да бидат на црна листа. Јас сум убеден во тоа. Кога американски јавен медиум ќе истражува за вас и ќе даде прилично добри анализи, прилично добри истражувања, тогаш работата за вас не е добра. Затоа јас имам едно малку поразлично мислење од она што преска беше кажано по однос на меѓународниот фактор. Да, точно е. Дека 2016, 17, 18, па и другите 2 години понатаму, сериозна поддршка оваа власт добивала, меѓународна. За жал не ја искористила во интерес на државата. Инаку не е лошо да имате меѓународна поддршка, но да знаете да ја искористите и за државните интереси, но гледам дека во последните 2 години најистакнатите, би рекол, меѓународни актери, кои што исто така се забележителни во Македонија, и самите гледаат големо разочарување во власта. Веќе откако стана земјата членка на НАТО, кои се економските придобивки или друго може да дебатираме, но безбедносни придобивки има. Но кога веќе сте дел од НАТО алијансата и вие сте дел од тој систем, ако корупцијата вас ве нагризе како држава, без разлика дали сте мала како Македонија или голема како Британија, таа го нагризала системот на поврзани садови внатре во НАТО. И сега сметам дека самите земји членки на НАТО, па и на ЕУ,
гледаат дека со оваа власт може не само да падне недовербата во институциите, може институциите да станат порозни и не да биде Онишченко изолиран случај кој што добил државјанство, не да бидат тие 215 наркомафијаши и босови кои што добија од МВР, од тетката од Рачева на шалтер пасоши, туку може тоа да стане нешто и посериозно и утре да има безбедносни импликации и на самата Северноатлантска алијанса. И затоа мислам дека се така жестоки во последно време критиките кон оваа влада, а власта ќе се брани од една страна со поголема сервилност, а од друга страна со етикетирање кој е црниот ѓавол во моментот на меѓународно ниво. Тоа е Русија заради агресијата против Украина и тие ќе лепат етикети, колку и тие етикети да не поминуваат на домашен план, ќе ги пласираат кај странците надвор. Точно така е, меѓутоа јас сеќавам на едно време кога санските амбасадори членки на Европска унија и НАТО демонстрираа пред владата на ВМРО ДПМН. Така заради тоа што не се согласуваа со тогашното раководство, што е невиден преседан такво нешто, така, многу малку случило во светот, во Африка не случило. Ние сега имаме ситуација каде што премиерот Ковачевски јавно обвинува двајца своји заменик министер Зоран Димитровски Жоро и тогашен поранешниот министер за локална самоуправа, сега амбасадор од него именуван, дека биле дел од некакви темни сили што оделе во француската амбасада и председателот Пендаровски после 2 дена го демантира. Премиерот Ковачевски вели не, тоа не е точно, јас го прашам амбасадорот. А овој претходно зборуваше дека на Макрон му се пожалил. Значи ние овдека сепак ќе речам дека имаме ситуација каде што меѓународната заедница, францускиот амбасадор не реагираше, француската влада не реагираше на темава, а требаше да реагира. Не знаеме сега во позадина што се случува. Значи сепак има некоја доза на добро, овие нека седат тука додека можат, нели до мај, нека издржат, да не ги плукаме толку многу, има некаква третман на корисни идиоти. Тоа да помогнам на премиерот да му кажа дека пред 2 недели бев во чешката амбасада, на амбасадорот му дадов моја книга, тој ми даде шливка од Моравија, бидејќи тој е од Моравскиот дел на Чешка и ете да и молеснам. Не е само критика. Ова е скандал, скандал и траеше еден ден заради тоа што наредниот ден веќе има уште 3 скандали. Па да, ама не има 30 скандали. Па имаш и многу нестрикни изјави премиерот кој велеше конкретно за Зоран Димитровски Жоро дека тој се гледал со прво осумничениот за грозоморно убиство, па мислам на кого му се потребни тие работи? Сега се мешаат баби и жаби. Знаете, ја што сум забележал, гледам дека Ковачевски во политиката барем не се изборил за своето место преку избори. Никогаш до сега. Ова му е подарена позиција. Сега станува јасно зошто. Сега станува јасно зошто, затоа што веројатно вака е поконтролабилен. И до сега не му била дадена шанса бидејќи се гледа дека нема капацитет. Ние мислевме дека Заев е најниското ниво на премиер што до сега го имаме, но Ковачевска му е сериозна конкуренција и мислам дека може да оди и подолу. И за жал, сметам дека неговото однесување, гледам сега и кон новинарите, станува однос на нетрпеливост, на ароганција, надменост. Да. На последното интервју што го имаше со вашиот колега Васко Попетревски, тој не одговара на прашањата. Тој се кара со прашањата. Му поставувате прашање, тој ве оди со контрапрашање. Новинарот му вика има поплаки од претседателката на Врховен суд дека има политичко влијание врз неа. Ковачевски одговара и што сега? И како новинарот да е тој што треба да понесе одговорност за лошите состојби во правосудството. И за жал мислам дека таквата негова инфериорност во политиката прво е лоша за СДСМ, а бидејќи СДСМ е првата носечка владеачка партија, лошо е за владата и за цела држава. Никогаш владеачката партија не била толку подчинета и второстепена како што е сега СДСМ во однос на ДУИ, заради слабото лидерство. И сега ние ќе имаме технички премиер од политичка партија која што има легитимитет со бројка од 13 пратеници. Тоа е рушење на вредностите на демократијата. Да не збориме за тоа што Талат немал капацитет и го прекршувал деловникот во собрание на многу пати, тоа е веќе друга тема, но во демократијата се знае во Германија, во Словенија, во Италија, во Франција, каде и да е, премиер има тој кој што добил најголем број на пратеници, па дури председател на собрание
има исто тој кој што има најголем број на пратеници. Коалициониот партнер кој што има 15, 20 или 30 пратеници, може да се договорите да има 2 министри, 5 министри, да има одредено влијание, но оваа подчинетост на СДСМ мислам дека е многу тешка за Република Македонија и затоа мислам дека во следниве 6 месеци ќе има уште сериозни штетни концесии по однос на државата. Виновски, вие сте еден од оние новинари кои, нели, вообичаено прв ги дознава криминалите, прв ги дознава аферите. Што се може да очекуваме овие 6 месеци, до мај, до јуни? Па јас тука би го отворил прашањето за учеството на ВМРО-ДПМН во владата и на пример зошто јас сум да Ова техничката влада? Да, техничката влада се разбира. Зашто сум без дилема дека мора да се учествува, иако на почетокот мора да бидам искрен дека има одредени дилеми дали воопшто треба да се Ја не се согласувам до крај, ама ајде. Во која што нели Талат Џафери кој што објективно не ги познава работите, бил министер за одбрана во екзекутивата. Сепак за мене, знаете како, да дојдете премиер на владата, значи дека вие имате познавања од низа ресори кои што се вие премногу барате, мисли дека стварно некој очекува тој да води нешто. Тоа е да е маркетинг пред избори. Не е така. Еве до кај стигнавме, што направивме. Се работи за како беше на изјава, ние сме господари на Македонија од Али Ахмети, значи тоа си има една матрица која треба да се изводи до крај за да пред нели гласачкото тело да се покаже некаква моќ. Така е. Да скратиме сега, значи поентата е дека ВМРО-ДПМН според мене мора да учествува во владата и тоа да учествува со сериозни напори да се отворат сите овие работи што вие прашувате за наредните 6 месеци. Јас мислам дека владата има направено толку многу работи кои што се криминални и незаконски за наредниве 6 години. И тоа е прашање кој што ВМРО-ДПМН ќе мора да го раши кога ќе дојде. ВМРО-ДПМН јас искрено не мислам до крај дека е паметно да се учествува било каква влада со оваа влада заедно. И тука мислам на рейтингот на вашата партија, но нели како што вели Горан, можеби на тој начин ќе се спречи некаков криминал. Се уште не сме донели одлука, треба веројатно во текот на следната недела, очекувам некаде среда или четврток да имаме веќе можеби одредени партиски состаноци, извршен комитет и слично да се дебатира на оваа тема. Моето лично мислење, доколку ВМРО-ДПМН одлучи да не учествува во техничката предизборна влада, ние ќе имаме 2 или 3 дена аплаузи од наши поддржувачи. Браво, добро направивте, не ви треба да се валкате со овие корумпирани властодржци. Јас паѓам во тие. Тие 2-3 дена ќе поминат брзо, ќе остане многу време до 8 мај и Талат Џафери, кој што во собрание дозволил законот за игри на среќа да му се стави европско знаменце на очиглед на сите дека нема ништо европско во таа регулатива. Законот за Бехтел Јенка да оди со европско знаменце на очиглед на сите, па влезе и во извештајот на Европската комисија дека нема европска регулатива. Кога тој човек ќе ви биде премиер, навистина треба човек да се запраша дали е поддршка за Талат Џафери, дали е услуга за Талат Џафери, ако вие му кажете јас не сакам да го пополнам Министерството за внатрешни работи со опозиционер, не сакам да ги пополнам другите места во труд и социјална, финансии, информатичко општество и земјоделие со опозиционери. Затоа од таа гледна точка колку оваа влада е склона на корупција, на малверзации, на изборни нерегуларности. Сметам дека тоа е аргумент плюс за да се учествува во оваа влада. Дали ќе видиме како ќе се одлучи. Вие би биле во позиција да спречите? Мислам дека ограничени се потенцијалите што може да направат двајца министри наспроти другите 17 или 18, колку и да се на број, но сепак имаат одредена надлежност и одреден увид во голем број на информација и документација. Ќе ве потсетам за локалните избори во Дебар. За локалните избори во Дебар, Алијанса, тогаш опозициона партија, на вонредни посмртен началник. Да, имаше еден овие изборите сега, кога беа овие регуларните избори. Да, таму се гласаше една недела покасно, да, точно. Повторување имаше. Значи, Алијанса водеше во првиот круг, дури беше блиско до 50%. Пратеници колеги од ДУИ во собранието коментираа дека навистина
Ќе ги победиме на многу други места, но во Дебар Алијанса има многу угледен кандидат и веројатно е дека ќе ја добијат општината. За малку проценти не се успеа во првиот круг да се добие општината, веројатно можна и малверзација со одредени записници. Потоа на прегласувањето втори или трет круг, кога и да беше, цела влада од страна на ДУИ се спушти во Дебар, вклучително и нивни финансиери кои што Карпо сакаат да го направат Дубај или Виена, одеа од куќа на куќа, 100 евра, 200 евра за гласање, ова ви окажувам од наши членови кои што исто биле таргетирани, на кои што им било Во тој период бев таму и точно ги знам луѓето кои што добиваа пари. И на крајот победи кандидатот за градоначалник од ДУИ. Затоа сметам дека тенденцијата, потенцијалот на ДУИ и на СДСМ, особено во момент кога знаат дека имаат многу што да загубат, нивните обиди да направат манипулации во предизборниот период, мислам дека ќе бидат големи. Времето ќе каже кој бил попаметен. Да, секој дека Ако смеам само за мене има еден проблем во овој влез на ВМРО-ДП во техничката влада, а тоа е преседавање што се случи со Рашила Мизраки. Да. Значи таа беше тогаш на рекол груб нечовечки начин елиминирана од собранието од партиите кои што ја составуваат таа техничка влада. Зошто? Затоа што се сликала пред Република Македонија без Север. Да. Што доколку повторно ви се случи такво нешто? Ова влада може да измисли сега дека некој технички министер лошо се насмеал. Па да бидам искрен, гледам сега дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, веројатно предизборно инспириран во одредени твитови, гледам кога оди на фудбал напред Македонија, не го употребува Северна и се надевам дека нема толку да испречи таквиот вокабулар сега и тие се македонизира во овие моменти, но според мене состојбата и расположението кај населението, генерално кај граѓаните, доминантно е антивладино. Секој таков чекор од страна на СДСМ и на ДУИ, мислам дека само ќе оди на нивна штета, ние нема да седиме со скрстени раце и мислам дека ќе платат уште поскапа цена на изборите доколку настапат на таков начин, на еден нефер начин, на грубијански начин, да исклучат било кого од техничката влада. Тоа е моја прогноза. Тука некаде пред крајот на оваа денешна емисија во Мировски има таму некој план на владеачките партии да идат заедно на изборите. Колку е тоа паметно според вас? Јас веќе мислам дека воопшто не е релевантно ова прашање, сме го зборали претходно и приватно и по емисии. Дека више се губи целата смисла. Веќе не е релевантно, како сакате тоа што јас го гледам на анкетите. Гледам 4-5 различни анкети во последниве 2,5 години од прилика, го гледам трендот и е сосема нерелевантно дали Алијанса и ДУИ ќе одат заедно, дали СДСМ и ДУИ ќе одат заедно. Сега гледаме дека се случи еден многу интересен феномен, што сега ДУИ не сака да оди заедно со СДСМ. Последната информација што имам јас дека СДСМ бара да оди заедно. Тоа може да се почувствува, да. ДУИ не сака. Зошто? Заради тоа што ова ми се луѓе од ДУИ што ми го кажуваат, затоа што си ја губат можноста подоцна да седат на иста маса со ВМРО-ДПМ да преговараат, доколку остваат доволен број пратеници, што вака прво не ми влегуваше во глава, меѓутоа е сосема логично. Вие влегувате во кампања со СДСМ, го плукате ВМРО-ДПМ, нели, тоа е природна ситуација. Едноставно се дистанцирате од можноста за било какви понатамошни. Имате различна програма, сосема, значи едноставно ќе се развие таа пандорината кутија, ќе се отвори, тука ќе се отворат триста оружје. Иако вие нели први го нападнавте ДУИ прилично сериозно за прв пат во неговата историја, затоа е нервозата кај ДУИ голема. И сега ДУИ не сака да влезе со СДСМ. И сега луѓе од СДСМ пак ми велат дека ДУИ ги остава на цедило, што е интересен феномен. Но суштината зашто не би ги оставили на цедило, не знам. Што тие не се ниту идеолошки блиски партии, ниту пак во минатото нешто премногу се сакале. Им беа сервилни, им беа подчинети и им исполнува многу желби. Кој ги терал? 7 години заедно биле во една програма. Ама на минатите избори ако ви текнува Заев против ДУИ отиде во кампањата. Ајде да го испратиме ДУИ во опозиција. 2020. Не, 2020. Значи они се скара, па се смирија. 2016 беше многу подраматично, тогаш не се закануваше со апси и така натаму. Добро. Но суштината е дека и заедно да одат сите три. И да не одат заедно. Значи тотално не може. Можеби може да влијае коалицијата меѓу Алијанса и ДУИ во однос на другите албански партии, но со оглед на тоа што слушам од Косово пораката од Албин Курти е дека Таравари треба да оди, па дури да се распадне таа партија, знаете таму дека има две крила партиски, но третото крило
кој што тајното крило е под контрола на ДУИ, пак и тоа е многу интересен феномен. Таму може да има поместување, разлика во однос на тоа кој ќе добие повеќе пратеници за да може да прави коалиција со ВМРО ДПМН. Тоа е најсериозниот дел околу коалициите, инаку другото, како сакате свртете, јас се чудам, битка има сега за кандидат за председател на власта. Сега слушам денеска дека и Венко Филип ќе се враќа во игра. Ова се некои да биде кандидат за председател. Да, кандидат за председател. Имате Радмила Секеринска, имате Оливер Спасовски. Душев ја би го препорачал, нели? Не, ама е сериозно, да речеме Пендаровски, нели во игра. Со кој ум ќе влезе било кој кандидат? Пендаровски мора затоа што нели во моментов е тоа и не може да избега, нели, да биде жртва. Зошто некој би се уништил кариерата кога знае дека не може да добие? Каква сакате математика правете? СДСМ и ДУИ и јаса не може значи уништување на кариера доколку загубите на избори, не значи тоа уништување на кариерата, но под едни вакви околности би можело да биде нели кога би се репрезентирала на ваква влада. Тоа што вие докај се таму во ВМРО имате ли завршни некои подготовки за име? Да, се прават нормално нема да ни го кажете името. Сондажи во овој моменти веројатно крајот на февруари ќе се спуштиме на некоја пократка листа на, условно кажано, 20 или 3 финалисти и на 2 март да се на конгрес ќе се... Да, на конгрес да се закаже една конвенција каде што делегатите би избрале кандидат за председател, но она што сметам дека е корисно како политичка информација, ја споделуваат со нас колеги пратеници од ДУИ, тоа е дека доколку албанската опозиција без алтернатива и партијата Низет Меджити излезат со кандидат за председател од нивна страна, тогаш пратеници од ДУИ тврдат дека е многу голема веројатноста и ДУИ да излезе со свој кандидат, а да му ја откаже во првиот круг барем поддршката на кандидатот на СДСМ со цел да си го заштити својот рейтинг од можен одлив на гласови кон кандидатот на албанската опозиција. Во таков случај, кој да биде кандидат на СДСМ на овие избори, јас мислам дека ќе доживее навистина тежок дебакл, кој што дебакл во бројки нема да значи освојување на повеќе од 170 или 170. Значи не на ДУИ, на СДСМ кандидатот зборувате. На СДСМ, да. На СДСМ, да. Значи сакам да кажам дека доколку ДУИ гласови за кандидатот на СДСМ, тоа е прогнозата. Доколку ДУИ излезе со свој кандидат во првиот круг и албанската опозиција со свој кандидат, тогаш мислам дека Пендаровски како најверојатен кандидат на СДСМ во првиот круг не би имал повеќе од 170-180 илјади гласови. Вие сте дури оптимист околу да, и таа бројка ми е навистина висока. Добро, она го кажуваме преска. Човекот беше министер, дипломата, значи знае да сегашните анкети кои што може јас и тоа би напоменал, бидејќи изборите ќе бидат заедно парламентарни и председателски, нема да може кандидатот на СДСМ, доколку биде актуелниот председател Пендаровски, нема да може да се оддели од владата. Да беа изборите посебни, тој ќе имаше некаква маргинална шанса. Што направил, каде бил, со кого се сретнал? Поентата ми е дека тој ќе можеше да каже дека тој не е толку одговорен за односите во здравството, за состојбата во образованието, за состојбата во правосудството, затоа што министерот повеќе тука... Но ќе опрашавме за францускиот предлог, ќе опрашавме за... Но генерално мислам дека сега, доколку кога ќе има споени избори, може, ова што каже и Горан Момировски, може дополнително да опаѓа потенцијалот гласачки кон Пендаровски, затоа што кампањата ќе биде заедничка и нема да може да се одвои кандидатот за председател од политичката партија или влада која што го поддржува. И бидејќи Стево Пендаровски ќе биде поддржан од Ковачевски, од Маричич, од Љупчо Николовски, од Оливер Спасовски, со сите нивни неуспеси секој во својот ресор, да не ја заборавиме и Бисера, министерката за култура, тоа ќе му биде пренесено како негативно наследство и може да му донесе негативно салдо на неговиот. Но ако поддршка од министерката за одбрана Смаленка Петровска, тогаш ќе добие сериозен поттик заради таа што таму објави војна на Путин и Путин за малку се спаси од Славјанка. Да, за многу малку се спаси од Славјанка. Мора малку иронија во емисија. Сега да продолжиме со иронија, уште малку барем пред крајот на емисијата. Дали после оние две несрекни пресконференции заврши обидот за кандидатура на министерот Спасовски за председател на државата?
Па јас Така морам може да тоа признам дека сум субјективен, дека не можам да го разберам неговото однесување, си признам дека сум субјективен. Не, никој не може да го свати тоа Тој однесување. човек не смее да биде, значи секој малку што информиран виде дека Оливер Спасовски лаже за суштински работи во процесот и се обиде, што е за мене најтрагично, најстрашно, се обиде да собере политички поени од смртта на двајца луѓе на едно девојче 14 години. Не можам да го разберам тоа. Јас исто така морам да признам дека реагирав и емотивно. Се заканем да ќе објавам докази, за среќа во меѓувреме колегите веќе објавија голем дел од тие работи, прашањата останаа неодговорени. Оливер Спасовски сепак мислам дека е доволно паметен да знае дека не може да победи и без тие пресконференции, заради тоа што едноставно повторно ќе речам, не се работи за критичари, не се работи за ВМРО ДПМН, не се работи за медиуми. Не, ова е апсолутно нема врска со партија. Се работи за општествени трендови кои што се случувале во Македонија и порано, едноставно не ве сакаат. Се виде дека оваа власт не е способна за најелементарни работи. Јас и мислам тоа е дека завршена приказна за Спасовски омеѓу. Друга е, според мене, друга е целта на Оливер Спасовски. Според она како настапува во јавност, сметам дека тој го насетува, доволно е искусен за да го насети поразот кој што ќе му се случи на СДСМ и не е неговата цел председател на државата, туку смената на раководството во СДСМ да биде доаѓање на Спасовски на чело на СДСМ како позиција од каде што ќе може да се заштити за некои своји малврезации кои што во МВР многу често оставаат и трага. Замислете тој што кажа на пресконференција пред неколку дена. Вработуваше студентка од факултетот за безбедност, вели јас носам лична одлука за нејзино вработување. За вработување во МВР. Не, парава, мислам. Не, Имаше во Манара, имаше процедура, има имате закон како се вработувате во вие, значи не сме, то истата работа што една поговорка прочитав многу добра, нема на све што шетате да вработувате, нели? Не мислев да шетате. Не, девојчето се супер си девојчето, добра студентка, Муковска, не знаеме, јас не би навлегол дали има некаква врска со добра, да. Познатата фамилија Муковска. Не можете да кажете вие неколку дена како сте се обиделе неуспешно да заработите политички поени од трагедија на девојчето Вања, сега да користите друго девојче за да кажете јас лично одлучив дека ќе ја вработам. Не можете, не одлучувате вие лично, имате комисија, имате во МВР, имате конкурс, имате. На крајот на крисата на тоа девојче упрете лоша услуга. Не може би не е кривично, може прекршечно дело. Како тоа јас лично одлучив? Мислам дека во неговото министерство, колку што се сеќавам, има ангажирано и преку буџетот на министерството компанија која што му помага во пиарот на МВР во комуникација со јавноста. Што е посебен проблем ако е точно. Мислам дека таа пиар компанија му прави и одредени му помага да го подобри неговиот личен профил како политичар, како претендент за челното место на СДСМ, веројатно му даваат и вакви совети како да се извлече од тие манипулативни изјави дека не знаел за исчезнатата кола на убиениот Панче, а доколку навреме откриеле ќе се превенираше второто киднапирање и убиство и веројатно му сугерираат министри направете го тоа и тоа како некој хуман, племенит, добар образовен чекор кон одредена студентка која што има високи оценки, па ќе се покриете и ќе го подобрите вашиот имидж, но повторно ќе кажам, тој си го гради патот за до челната позиција на СДСМ, тоа е моето очекување за Оливер Спасовски во следните месеци, особено после изборите на 8 мај. Некој овде џабе дава пари на таа компанија која што му прави пиар на Спасовски, некој овде е голем идиот и тој што сугерира или тој што ги прима тие совети заради тоа што тоа не поминува. Со неговата изјава Оливер Спасовски си призна дека го прекршил законот. Што да кажеме понатаму? Нема потреба да се збори. Значи нема да биде прв пат кога се дадени за џабе пари за пиар во Македонија. Пари се давале многу, огромни милиони, само никој не дал кај нас пари. Такви, можеме да констатираме такво нешто. Милошовски, благодарам што бевте гостин. За прв пат се надам дека повторно ќе не гостите во наша дебатна емисија. Благодарам за поканата. Да, ќе ми биде драго во следниот период. Во Мировски не треба да кажем дека повторно ќе не гостите, сигурно ќе не гостите. Со задоволство, се разбира. Благодарам, почитувани гледачи. Тоа е крајот на ова издание на 30 секунди, а ние повторно се гледаме наредната недела.